Благодарам, председателке. Почитувани присутни, почитувана македонска јавност. Денес, 11 февруари 2022 година, дискутираме за годишниот извештај на јавните обвинителства за 2020 година и всушност ова е тоа што најдобро укажува на функционалноста на институциите во државата. И тоа немаше да биде толку страшно ако во годишниот извештај забележавме некаков напредок, некои проблеми кои се решиле, но не почитувани. Овде повторно и повторно се јавуваат проблемите кои се провлекуваат со години. Недостатокот на човечки ресурси, недостатокот на финансиски средства, лошата состојба со просторните капацитети и така натаму, а се сомневам дека и во годишниот извештај за 2022 година нема да ги сретнеме истите проблеми и недостатоци. Не се да се фокусираме на извештајот. Подготвувајќи се за денешната дискусија, најдов на еден документ изработен од страна на Центарот за правни истражувања и анализи со наслов Најдобрите европски практики за мерење на перформансите на јавните обвинители во неколку земји, меѓу кои и Република Македонија. Во него се вели: во случајот со Македонија, анализата укажува дека во моментов не постои релевантна методологија и воопшто воспоставен систем за објективно следење, мерење и евалуација на перформансите на јавните обвинители. И сосема се сложувам, имајќи го во предвид фактот дека при недостиг на кадар во јавните обвинителства, нешто на што најмалку може да се посвети внимание е да се мерат и перформансите на работата на јавните обвинители. Таков систем не само што би бил корисен за јасно утврдување на моменталните перформанси во рамките на јавно-обвинителскиот систем, туку и за идентификување на потребите и слабостите, мерење на резултатите од имплементираните иницијативи и реформи, како и за поттик на подобри идни перформанси во работењето на јавните обвинители. Јавните обвинители се доминантна сила во кривичните постапки на системите на прецедентното право и очигледно доминантна сила во правните системи, засновани на строга поделба на овластувањата помеѓу судовите и јавните обвинителства за покренување на истрага и понатамошно гонење. Во едно модерно и демократско општество сосема е очигледно дека со вака значајна кривично-правна институција и сите нејзини представници треба да управува принципот на владење на правото. Оваа стара и опширна фраза не треба да се свати само во строга смисла, која најчесто подразбира постоење достапна, јасна и конзистентна правна рамка на овластувањата, туку да се свати и како должност за воспоставување правни норми и принципи, како граница за однесувањето на јавните обвинители во рамки на извршувањето на кривичното законодавство. Истото би било од клучно значење за одржување на неговиот легитимитет, довербата од јавноста, искоренување на арбитрерно користење на власта и во најмала рака гарантирање на неговата способност да ги извршува своите основни функции и обврски во контекст на човековите права. Овој принцип на објективност вклучува неколку аспекти од обвинителските функции во кривичната постапка. Должност на јавниот обвинител, честопати неговата должност е формулирана како услов да заземе објективен и непристрасен став во сите фази во кривичната постапка. Непристрасноста и независноста генерално се истакнуваат како клучна точка во принципот за објективноста на обвинителите. Накратко, сопствените професионални идеали на обвинителот и очекувањата на јавноста подразбираат услов според кој обвинителите треба да действуваат објективно, независно и совесно. Од тука, еден од најзначајните чекори во оценувањето на перформансите во однос на поставените стандарди и принципи е постоење или развој на практични и објективни системи за оцена на перформансите на обвинителите. Задача која е од огромно значење за добивање вистинска слика за состојбата во одредени обвинителски системи, како и подобрување на довербата на јавноста во целокупниот правосуден систем. Сега, солиден репер за работата на нашето јавно обвинителство е незадоволството од антикорупцијската комисија.
Јас на вистина не можам да разберам како тоа во 20 години од 165 иницијативи за кривично гонење на суд да завршат само 3. Што треба да се направи за да се зајакнат капацитетите на јавното обвинителство и предметите побрзо да се проследуваат до судовите? Значи, ова според мене е блокирана држава во секој поглед. Блокирани сметки, блокирано гонење на криминалот, се е блокирано, само престапниците се слободни за да им застарат делата. И кој е фајде од сите овие извештаи, кажано на народен јазик, кога само се кука, а ништо не се превзема за проблемите да се решаваат. Во 3 години од 18 иницијативи, одговор е даден само на 6. Пак ќе ве прашам, каква е таа експедитивност? Пред истрагата за високите бонуси на поранешните специјални јавни обвинители, веќе 2 години никако да мрдне од место. 3 години ви треба за да го декласифицирате ревизискиот извештај. Тоа што предистражната постапка не е временски ограничена, не смее да ви даде за право таа вечно да трае. Илјадници евра заминале за обвинителите, па дури имало и за шоферот, и за внукот од Катица, за синот на врховната судијка, за ќерките на директорите на затворот и катастарот, и кој знае уште колку и уште чии синови, ќерки и внуци се офајдиле, ама за технички персонал во јавното обвинителство пари нема. Е па како да има кога одат на погрешна адреса? Кога видовме каде тргнаа со торбата, ама не видовме каде завршија. Она што знаеме е само дека парите дефинитивно не се вратија кај граѓаните. При толку пари на кои не им се знае трагата, имате и обвинители кои добиле на суд заради неисплатени додатоци на плати, кои законски им следуваат. 5 обвинителства се под финансиска блокада. Освен извршители, наплата чекаат редица други фирми и институции. Се трупаат сметки за парно, струја, вода, мобилни телефони и така комплетно се кочи целокупната функција на обвинителството. Како и дали воопшто ќе се реши овој проблем, конкретен одговор нема и овие проблеми со финансиите и со ресурсите на обвинителствата се провлекуваат со години во сите извештаи од меѓународните институции. Кадровскиот капацитет е посебна приказна, а најавите за повеќе пари за судството и обвинителството си останаа само најава и доказ дека имаме само декларативна политичка волја без конкретни чекори за да се овозможи финансиска независност на обвинителството. Токму затоа имаме јалова борба со криминалот и корупцијата, затоа ни се потребни темелни реформи во македонското судство. Да ве потсетам како говореше поранешниот премиер. Правосудството мораме да го прочистиме од нечесните судии и обвинители, за да можат честните и професионалните непречено да ја обезбедат правдата која ја чекаат граѓаните. Што видовме овде? Трул систем на кој итно му е потребна генералка, не само проветрување. Понатаму, Блумпринт групата на експерти за реформи во правосудството во својот извештај од март 2020 година вели: податоците во однос на кадровската екипираност на стручната служба на јавното обвинителство укажуваат дека само 31% од предвидените места, согласно систематизацијата, се пополнети во јавно-обвинителската служба, што особено ја отежнува работата на јавните обвинители. Значи, состојбата на систематизираните и пополнетите работни места на стручните јавно-обвинителските службеници во јавните обвинителства е следна. Основното јавно обвинителство – 307 потребни места, 77 пополнети. Вишите јавни обвинителства – 50 потребни, 8 пополнети. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција – 23 потребни, 11 пополнети. Јавното обвинителство – 22 потребни, 10 пополнети. Во јавното обвинителство на Република Македонија од предвидените 77 административни јавно-обвинителски службеници вработени се 14, а од планираните 32 стручно-административни се вработени 16. При толку многу вработување во државата, повеќе непотребни од потребни,
Жално е јавното обвинителство да има недостиг од клучни вработени и недоволен буџет. Повторно ќе кажам, од големо значење за извршување на функцијата определена со законите е побрзо пополнување на упразнетите места на јавните обвинители, особено во основните јавни обвинителства. Исто така, треба да се пополнат упразнетите места за записничари и други административни кадри, а првенствено за зајакнување на капацитетите на истражните центри. Неопходно е да се надмине и проблемот со недостигот на потребните финансиски средства за работата на обвинителството, затоа што одобрените средства не се ни приближно доволни за обвинителствата непречено да ја вршат својата функција. Значи, повторно ќе кажам, владата само декларативно кажува дека се бори против корупцијата, а практично со недоволно издвоените средства порачуваат дека немаат намера да ја екипираат најважната институција за борба против корупцијата, а тоа е јавното обвинителство. За борба против криминалот и корупцијата се потребни независно обвинителство, независни судски органи, а нема подобрување во индексот на корупција ниту во 2020 година. Земјата, за жал, продолжува да паѓа на листата, а отсуството на човечки ресурси има огромно негативно влијание врз работата на секоја институција. Без ресурси, сите ќе се согласите дека не можеме да очекуваме било каков позитивен ефект или позитивно придвижување во борбата за правда. Токму затоа, по не знам кој пат ќе кажам, дека мора да се превземат мерки за јакнење на капацитетите на обвинителството. Човечкиот потенцијал е од голема важност за остварување на основните стратешки цели. Нивното планирање е клуч за успешно остварување на целите на секоја институција, посебно на вака важна институција. Неопходно е да се истакне дека обвинителството се соочува со недостаток на човечки ресурси, како од делот на бројот на јавни обвинители, така и на јавно-обвинителска служба. Согласно одлуката за определување на бројот на јавни обвинители, на јавните обвинителства и јавните обвинители во јавните обвинителства, донесена од Советот на јавни обвинители, предвидени се 258 јавни обвинители. Од овој број пополнети се само 194, така што неопходно е да се пополнат и другите систематизирани места. Во состав на јавно-обвинителската служба се и другите административни работници кои исто така се неопходни за да извршуваат административни, технички, извршни, статистичко-аналитички, материјално-финансиски, информатички и други работи согласно со закон, за чии потреби се утврдени работни места за 33 советници, 45 соработници и 9 помлади соработници. Во правилникот предвидени се и службеници кои извршуваат помошно стручни работи, и тоа 258 самостојни референти, 33 виши референти, 126 референти и 80 помлади референти, како и вработени кои вршат помошно технички работи, и тоа одржувач на електроинсталации, електроинженер, одржувач на машински инсталации, машински инженер, работник за одржување на објекти и опрема, возачи, хигиеничари, доставувачи и извршители на други работни задачи. Значи, работни места има. Во текот на 2020 година, по пат на јавен оглас на неопределено време, од планираните 70 извршители вработени се 47, од кои 6 вработени кои вршат помошно технички работи и 41 јавно-обвинителски службеници. Поголем дел од нововработените се на работни места за стручни работи, меѓутоа пополнетоста на сите профили на службата е се уште на многу ниско ниво, односно пополнети се само 345 работни места од вкупно предвидените 1180. Или, како пример, од предвидени 202 раководни јавно-обвинителски службеници пополнети се само 11. Премална бројка за нормално функционирање. Вака, високо изразената разлика во поглед на предвидените и пополнетите работни места, за жал е и кај сите други систематизирани работни места, но најизразена е кај работните места на јавно-обвинителски соработници, со што се доведува во прашање успешноста на извршувањето на функцијата. Неповолниот однос во поглед на предвидени и пополнети работни места исто така силно е изразен и во поглед на стручно-административните јавно-обвинителски службеници и вработените кои вршат помошно стручни работи.
Непополнетоста на предвидените работни места согласно правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места негативно се одразува во секојдневното работење на јавното обвинителство, поради што неопходно е овие места да се изнајде начин и да се пополнат со извршители. Од скупно предвидените 392 работни места на самостоен јавно обвинителски советник за казнено право, раководител на сектор за стручна јавно обвинителска служба, раководител на казнено правно одделение и така натаму, пополнети се само 106 работни места или само 27,04%. Со Законот за јавно обвинителска служба исто така се утврди работното место секретар во јавното обвинителство, меѓутоа од планираните 14 не е пополнето ниту едно работно место. Од особена важност и значење за успешно работење на јавните обвинителства и доследна примена на Законот за кривична постапка е и состојбата, како што кажав и претходно, со просторните капацитети на јавните обвинителства. Повеќе јавни обвинителства се сместени во судските згради. Средствата за реновирање или за опремување на новите простории за повеќето обвинителства биле обезбедени од фондовите на Европската Унија. Исто така се очекува надминување на проблемот со просторните капацитети на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, на кое со одлука на владата на Република Македонија е доделен простор во стариот објект на Државниот архив на Република Македонија, за чија реконструкција и адаптација биле обезбедени финансиски средства во буџетската 2016-17 година, што значи дека претходната влада обезбедувала буџет за обвинителствата, а не кратела. Во извештајот се вели: проблемот од недостаток на простор најизразен е во основните јавни обвинителства во Тетово, Гостивар и Ресен. Меѓутоа, со член 106 од Законот за јавно обвинителство од февруари 2020 година, пропишано е владата на Република Македонија на предлог на јавното обвинителство на Република Македонија да донесе програма со определена висина на средства за изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на јавните обвинителства и ја утврдува нивната поблиска намена. Се очекува преку оваа програма во иднина значително да се подобрат просторните услови на јавните обвинителства. И овде ми се поставува прашањето дали е донесена ваквата програма со оглед на тоа дека сме веќе 2022 година. Иако буџетот се проектира согласно потребите на секое јавно обвинителство, континуирано се јавува несогласување меѓу проекциите и одобрените наменски средства. Пак ќе се навратам бидејќи морам на потребните буџетски средства. Одобрените буџетски средства и покрај искористувањето на сите законски механизми, одобрениот износ и наменски буџетски средства континуирано не ги задоволуваат потребите. Од тука и за фискалната 2020 година јавното обвинителство се соочува со истиот проблем, недостиг на средства, и јас ќе прашам што треба да се направи и од каде да се тргне за јавното обвинителство конечно да го добие потребниот или приближно потребниот износ на средства, затоа што не е во ред да се доведува во прашање вршењето на функцијата на јавното обвинителство утврдена со Уставот и законите. Тука особено треба да се нагласи зголемена потреба од наменски средства која произлегува од водењето на истрагата, зашто неопходни се средства за преземени дејства во истрагата, потребни за алиментирање на трошоците сторени во кривична постапка, кои се обезбедуваат во рамките на расходната категорија 42, стоки и услуги, расходна ставка 425, договорни услуги. Во прилог на наведеното говори и фактот дека по истокот на секоја година и покрај максималните напори за обезбедување и добивање наменски буџетски средства, кај јавните обвинителства се јавуваат преземени, а неисплатени обврски во вкупен износ од 40 милиони денари, утврден по изготвувањето на консолидираната годишна сметка. Имено,
За алиментирање на трошоците сторени во кривична постапка на годишно ниво биле потребни околу 150 милиони денари, кои и за извештајната 2020 година биле побарани со буџетскиот циркулар, но и покрај тоа, по имплементацијата на последните измени и дополнувања на буџетот за буџетскиот корисник во 2020 година, средствата за оваа намена изнесуваат многу помалку од потребното. Доколку на ова се додаде и фактот дека секоја наредна година овој недостаток на средства се зголемува поради долгот пренесен од претходните години, повеќе од очигледно е дека се доведува во прашање вршењето на функцијата. Преземањето на истрагата во надлежност на јавното обвинителство, односно преземањето на дејства во истрагата, директно се рефлектира и на другите сегменти на работење на јавното обвинителство, предизвикувајќи зголемување на потребите од средства и нужност за одржување на континуитет во нивното обезбедување во поглед на зајакнување на кадровските капацитети, како во поглед на потребата од зголемување на бројот и изборот на нови јавни обвинители и потребата од нови вработувања, така и од аспект на континуирани обуки на јавните обвинители и јавнообвинителските службеници, кои и во услови на пандемија предизвикана од вирусот се одржува онлайн, како на локално ниво, така и во меѓународни рамки, материјални средства за тековно работење, односно стоки и услуги, обезбедување на соодветен простор за сместување на јавните обвинителства, соодветно опремување на јавните обвинителства со информатичка опрема и инфраструктура, софтверски решенија, возен парк кој одговара на потребите на јавното обвинителство, со што ќе се овозможи непречено вршење на јавно-обвинителската дејност, како од функционален, така и од безбедносен аспект. Значи, премногу проблеми, премногу средства, премногу недостатоци кои мора да се решаваат. Заради објективно и професионално вршење на функцијата, забрането е јавен обвинител да членува во политичка партија или да врши други јавни функции и професии. Воедно, Уставот изрично забранува политичко организирање и дејствување на јавното обвинителство, а дали е тоа така, си знае целата македонска јавност. Определени достигнувања со реформскиот процес од претходната декада биле подкопани од постојаното политичко вмешување во работата на правосудството. Се вели во извештаите, власта не манифестирала доволно политичка волја за ефективно решавање на основните проблеми кои се наведени во итните реформски приоритети. Во однос на борбата против корупцијата, постигнато е само одредено ниво на подготвеност, но корупцијата и понатаму преовладува во многу области и представува сериозен проблем. Укажано и на тоа дека треба итно да се деполитизираат системите за назначување и унапредување во пракса и тоа да не биде само во закон, она што постојано го говориме и предупредуваме. Судската и јавно-обвинителската служба треба да бидат способни да постапуваат на независен и непристрасен начин, со што ќе се одбегне оставањето впечаток за постапување на селективен и небалансиран начин во определени случаи. Се воочило дека постои перцепција дека во некои области, особено во поглед на случаите за кои се смета секако дека имаат политичка димензија или се предмет на интерес на политичарите, вообичаените стандарди се ставаат настрана. Реална е потребата за натамошни реформи, особено во врска со назначување, унапредување и разрешување на судии и јавни обвинители. Влезот во судството и обвинителството, како и последователните назначувања и промоции, мора да се базира на високи стандарди и заслуги, а не, односно никако, на политички размислувања. Согласно стратегијата за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година, постојат јасно дефинирани насоки за подобрување на системот на правосудството воопшто, а во тие рамки и на јавното обвинителство, со цел за надминување на постојните недостатоци од нормативен и институционален карактер. Стратегијата го има предвид основниот проблем за мешање на извршната власт и партизацијата како причина за назадување и нефункционалност на правосудниот сектор во целина. Значи, со стратегијата се препорачува
Советот на јавни обвинители да има примарна улога во изработката на политиките на полето на институционалното раководење и управување во јавните обвинителства, додека јавното обвинителство да има примарна улога во изработката на политиките поврзани со примена на кривичното право и постапка од страна на јавните обвинителства. Меѓу целите на стратегијата се наведени и следните аспекти: отстранување од правниот поредок на законите со кои се загрозува самостојноста, независноста и непристрасноста на судиите и самостојноста на јавното обвинителство. Преиспитување на судскиот систем и системот на јавното обвинителство од аспект на мрежата и надлежноста на институциите, нивна кадровска и материјална екипираност, создавање финансиски, персонални, информациски и други предпоставки со ургентно зголемување на буџетските вложувања заради подигање на ефикасноста на судството и јавното обвинителство. Нужно преиспитување на системот на оценување на квалитетот и ефикасноста на постапувањето на судиите и прилагодување на висината на буџетот на судовите и обвинителството со оглед на нивните реални потреби. Надминување на просторната неиздвоеност на јавните обвинителства од судовите со нужно создавање на просторни услови за успешно извршување на работата на обвинителствата, кадровска екипираност со јавни обвинители и со стручен технички кадар. Дали барем дел од оваа стратегија до 2022 година е реализиран, јас навистина не знам и се надевам дека ќе слушнам барем едно нешто од наведеното, бидејќи станува збор за стратегија од 2017 па до 2020, се надевам дека барем дел од недостатоците се решиле. Последниот избор на јавни обвинители, морам да изразам жалење дека е извршен нетранспарентно и незаконски. Изборот на 5 нови виши јавни обвинители и 5 јавни обвинители во основното јавно обвинителство за гонење за организиран криминал и корупција не е во согласност со новите законски одредби, затоа што нема образложение за донесените одлуки. Заради зголемување на транспарентноста на Советот на јавни обвинители, постапката за разрешување на членовите на Советот, основите за поднесување барање за дисциплинска постапка на член на Советот, постапка за утврдување на одговорност на член, како и воопшто за подобрување на работата на Советот во месец февруари 2020 година, бил донесен Закон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавни обвинители, кој стапи во сила и почна да се применува од 30.6.2020 година. Со последниот нетранспарентен избор на јавни обвинители во месец април, поточно на 5 јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје, 5 јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје и избор на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, дојде до целосна непримена на измените и дополнувања на законот кој што го наведов. Да се подсетиме, во член 5 од овој закон се интервенира во член 10 од основниот закон, каде меѓу другото се додава нов став 6 кој гласи: одлуките на Советот мора да бидат образложени и истите се објавуваат на веб страницата на Советот. Новиот член 10а од Законот за изменување и дополнување на Законот гласи: кога Советот одлучува за избор на јавен обвинител на јавно обвинителство или за избор на јавен обвинител во јавно обвинителство, јавноста не може да биде исклучена во ниеден случај. Советот составува записник од гласањето за одлуката и истиот јавно го објавува на веб страницата на Советот. За работата на седницата на Советот се води записник и седницата се снима тонски или се прави аудио-визуелен запис. Усвоениот записник се објавува на веб страницата на Советот. Разгледувајќи го записникот од седницата на Советот одржана на 22.4, произлегува дека одлуките за избор на јавните обвинители не се образложени.
Наведени се општи формулации, како на пример дека на огласот за 5 јавни обвинители во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје се пријавиле 14 кандидати. Кои се тие кандидати не е познато. Членовите на Советот биле запознаени со движењата на нивните кариери за секој кандидат. Сите овие кандидати ги исполнувале условите за избор на јавен обвинител, вонредно биле оценети со позитивна оцена, пошто се отворила дискусија. Откако никој не зел збор, се поминало на гласање. Понатаму наведени се со име и презиме избраните кандидати. Останатите кандидати не добиле потребен број на гласове за јавни обвинители во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје. За виши јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје се пријавиле 32 кандидати, повторно без да се наведат нивните имиња и презимиња. Понатаму, со скоро идентичен текст, без никаква дискусија и без било што, завршува изборот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје. Малку попрецизен е записникот во делот на изборот на јавен обвинител на основното јавно обвинителство Струга, каде се наведуваат со име и презиме тројцата кандидати. Идентично со сличен текст се наведува дека сите кандидати ги исполнувале условите, па откако никој не зел збор, како и во претходните два случаи се поминало на гласање, а во овој дел се кажува и кој колку гласови од обвинителите добил. Што ни кажува ова? Ова ни кажува дека не ќе дае погрешна перцепцијата на народот за недовербата во судството. Различен начин на работење, различен начин на водење на записници во исти институции. За необразложените одлуки на Советот со право, јавно, преку медиуми, реагираа неколку јавни обвинители, меѓу кои беше и обвинителката Ленче Ристовска, која наведе дека добила 4 гласови, но била разочарана што немало ниту дискусија, ниту образложение, а требало да знае, и според мене и според вас верувам, дека требало да знае зошто членовите гласале на начин како што гласале. За нетранспарентноста на Советот со години наназад се пишуваше и во медиумите, но и кога законот беше во фаза на предлог закон во 2019 година. Тогашната министерка за правда во своите обраќања во јавноста изнесуваше дека транспарентноста на Советот е на незадоволително ниво со неажурирана интернет страница. Од овие причини представници на ОПСЕ со најдобри намери финансиски го помогнаа Советот, така што интернет страницата беше средена. Исто така, од нивна страна беше ангажиран правен експерт од Република Германија, кој токму за изборот на јавните обвинители и судии во Македонија одржа неколку семинари во повеќе места. Овој експерт дал брилијантна писмени насоки, предлози за тоа како и кој треба да биде избран на повисоки функции во судовите и јавните обвинителства, меѓутоа мислењето на овој врвен експерт воопшто никогаш не биле земени во предвид, бидејќи на политичките партии од власта не им одговарало тоа. Дека е тоа така, произлегува и од последните дискусии во јавноста на председателот на Советот, кој наведуваше дека одлуките за избор не се само во рацете на јавните обвинители, туку на сите членови на Советот. Ке ве му замолам да не ме прекинувате. Само ги кажувам недостатоците и на јавното обвинителство, па и на сите институции кои што се поврзани со правдата. Во ред, ево, ке го прескокнам, нема да ги наведувам и тие недостатоци и ке превршам, пошто очигледно ме фаќа нервоза. Значи, барањата за транспарентност се барања од сите институции и мора да бидат информациите и извештаите транспарентни и ние ќе ги дискутираме колку и да не ви се допаѓа тоа. Веќе со години наназад во државата носиме нови закони, се спроведуваат државни стратегии, но не правиме ништо откако тие ќе бидат донесени, како истите би се спроведувале во пракса. За оваа лоша состојба укажуваат повеќе странски амбасади во Скопје на земји членки на Европската Унија, како и амбасадата на САД во Скопје. За крај,
Целта на ова моје обраќање во јавноста е да се извади вистината на виделина и да се подобри работењето како на јавните обвинителства, така и на другите државни институции. Јавните обвинители и граѓаните на Македонија имаат право да знаат што работи јавното обвинителство и како ги носи своите одлуки. Бидејќи, ако ова е вашето можеме повеќе, верувајте, црно ни се пишува и речиси невозможно е да ја вратиме довербата на граѓаните во она што се вика владење на правото во вистинска смисла. Ви благодарам. Ви благодарам,